А до самиот крај на емисијата, ние овде во студиото ќе зборуваме на една и то како значена тема, а тоа е хипертензијата. Ќе зборуваме со доктор од Неуромедика, доктор Жарко Јанковски, специјалист по интерна медицина. Добро утро, докторе. Добро утро. Добро ни дојдовте. Фала. За самиот старт, што представува хипертензијата? Па, хипертензијата е болест, може да се каже дека болест на современото живење. Артериската хипертензија е главен фактор за морбидитет и морталитет кај населението. Убиец број 1, така ја нарекуваат, нели? Убиец број 1, да. Таа е главен ризик фактор за за зголемен број на кардиоваскуларните заболувања, цереброваскуларните заболувања и бубрежните заболувања. Се смета дека 10 до 20% од смртноста кај населението предизвикува артериската хипертензија. Колку е честа хипертензијата? Колку често се јавува? Се смета дека за најпочесто е кај повозрастните луѓе над 65 години, се смета дека е околу 35% од населението има артериска хипертензија. Овие се податоци од американското друштво, меѓутоа кај нас сигурно е нешто поголема. Што значи, еве да речеме да не се држиме стриктно до бројки, но дали е точно кога кажам дека колку што сме повозрастни, толку и ризикот е поголем, така? Да. Пошто артериската хипертензија ја зголемува артериосклерозата на крвните садови. И пошто ако трае подолго време, атеросклеротичните процеси на крвните артерии се зголемува, се потенцира, така да и смртноста е поголема. Што е со помладата популација, помладите пациенти? Дали и кај хипертензијата, како кај многу други болести, се спушта старосната граница? Па, у последно време, да, имаме спуштање на старосната граница кај оваквото, пред се поради начинот на живот, помала физичка активност кај младите луѓе, зголемена телесна тежина, стресот си го носи своето и така. Ајде да видиме зошто се јавува хипертензијата, односно кои се причинителите, ризик факторите, како што ги нарекувате. Пред да кажам, за хипертензија, според Светската здравствена организација, за хипертензија се сметат вредности на крвниот притисок, што се поголеми од 140 со 90 мм живен столб, и тоа измерени неколку пати, може последователно во неколку недели или до месец дена. Она што би како гранична хипертензија се сметаат за вредности од 140 до 160 до 90 мм живин столб. Понатака, хипертензијата се спрема висината на притисокот се дели на лесна умерена, тешка, малигна хипертензија и хипертензивна криза. Тоа зависи од висината на диастолниот крвен притисок. Иначе, како главни ризик фактори за хипертензијата, меѓу другото е најчесто пушењето. Се смета дека некаде околу 40% од луѓето што има хипертензија се пушачи. Потоа доаѓаме до зголемената телесна тежина. Само да ве потпрашам, само активни или пасивни пушачи? Дали и ним им предизвикува тоа проблем? Па сигурно предизвикува, пошто и другите го дишат димот од цигарите. Потоа на второ место доаѓа хиперхолестеремијата, покачените масноти во крвта, и таа негде каде доаѓа околу 35 до 40%, дијабетот доаѓа исто, и тоа е у голем процент. Хиперинсулинемијата исто и таа доаѓа во голем процент, така да тие се главни ризик фактори. Јас овде најдов и цел список, па да ве потпрашам дали тоа точно. Ме интересира генетскиот фактор, колку тој е. Да, има и генетскиот фактор, може да има и фамилиарна хипертензија, односно се однесуваат на малформации на генот на ренинот. Тоа е еден вазоконстриктор, еден јак вазоконстриктор кој ако е пореметено, доаѓа до покачување на притисокот. Како друг фактор, ова е нешто што можеме лесно да го отстраниме, елиминираме овој фактор, е, барем така пишува, внесот на сол, премногу користење на сол. Па што предизвикува солта? Солта
да кажам, да разберат слушателите, Најпластично. внесување поголеми количини сол доведува до задршка на водата. Самата задршка на вода доаѓа до зголемување на волуменот на на циркулаторниот волумен. Овако и ради тоа доаѓа до покачување на крвниот притисок. Што е волуменот поголем, притисокот е поголем, што е волуменот помал и така се препорачува да се намали дневната сол околу негде околу 5 милиграми сол дневна консумација треба да има. Да, но тука треба секој што се внимава, има и скриена сол, нели? Не само искриена, на ние што ставаме, туку има... Треба да се, у принцип, не треба да се доволно е само солта што има во јадењето, да не се претерува, да не се дотура, мислам, у тој смисол. Дебелината, како влијае таа? Дебелина... Колку сме подебели, колку имаме поголема маса, толку... Колку е поголема масата, толку има шанси да има хипертензија е поголема. Се смета дека со ослабувањето на од 5 до 10 килограми телесна тежина паѓа систолниот притисок се намалува негде каде околу 5 до 7 милиметри живин сток, што е тоа доста не е занемарлива некоја вредност. Ги споменавте цигарите, но алкохолот како влијае? И па добро, што значи прекумерно користење на алкохол? Значи, прекумерно користење на алкохол дозволено е користење од прилike околу 2 децилитри вино. Се што е над тоа е штетно и доаѓа до покачување на крвниот притисок. И алкохол у принцип една чашка околу 20 до 30 милилитри алкохол може да делува како диуретик. Меѓутоа, ако се консумира многу повеќе, онда веќе се јавува хипертензија, се јавува покачување на крвниот притисок. Друго нешто е, повторно се навратам на списокот, но ова е нешто што тешко дека можеме да го отстраниме, а тоа е стресот. Како сега да се избориме со тоа? Стресот. И како влијае тој? Стресот влијае со покачување на одредени хормони во организмот. И така се покачува адреналинот, норадреналинот и тие имаат вазоконстриктивно дејство на крвните садови во организмот и така доаѓа до покачување на крвниот притисок. Има зголемено лачење тој ренинскиот систем и затоа доаѓа до зголемување на крвниот притисок. Да, може да се консумира алкохол, али максимум околу 2 децилитра вино. Повеќе не се дозволува. Значи, да го заокружиме ова, најлоша возможна комбинација е прекумерно користење на храна, алкохол и цигари, така? Шеќерот исто и дијабетот треба да се регулира. Кои се симптомите? Затоа што, колку што разбрав, освен што е убиец број 1, се нарекува и тивок убиец, затоа што некој пат не се ни чувствуваат симптомите. Да, најчесто во почетокот пациентот може да нема никакви симптоми. Ретко се јавува утринска главоболка, вртоглавица, меѓутоа кој од нас нема утринска главоболка, значи. Меѓутоа додека дојде првите симптоми се јавуваат кога ќе дојде до оштетување на некој таргет орган. Зависи дали е срцето, мозокот, бубрезите или периферните крвни садови. Така да и симптомите тогаш доаѓаат од органот кој е оштетен. Спомена се главоболка, и овде има цел список на симптоми, но гледајќи го списокот, јас мислам дека нема човек што не ги почувствува. Тоа кажам, значи нема некој од нас кој савајле не станал да има утринска главоболка. Значи дека и тој има хипертензија или вртоглавица нешто. Меѓутоа кога ќе дојде до оштетување на таргет орган, тогаш веќе се јавуваат симптомите во зависност дали е од срцето, ако дојде до инцидент со срцето, онда имаме знаци на инфаркт, срцева слабост и слично. Додека дојде до оштетување на мозокот, онда имаме пореметување на свеста. Зависи што ќе биде, дали ќе се јави цереброваскуларен инсулт или некоја си хеморагија во мозокот. Ајде тогаш за да бидете сигурни како се дијагностицира, односно кои се постапки и испитувања ги вршите? Значи, прво и основно е земање на добра анамнеза.
Добрата анамнеза ни дава многу одговори за хипертензијата. Второ, треба да се направат лабораториски испитувања, цела палета од да се направи лабораторија со сите параметри. Трето, нормално ЕКГ се прави за да се види ЕКГ. Трето, доаѓаме до да се направи ехокардиографија на срце, да се направи ехокардиографија на абдомен, доплер на каротиди да се направи преглед на очно, дно, потоа да се зима тоа со односот на индекс на глушт и брахиален индекс. Понатака, ако се иде 20, треба да се направи, ако не сме сигурни, или кај тие што имаат вариабилен крвен притисок, мора да се направи 24 часовно монитирање на крвниот притисок. Евентуално, понатака, би требало да се направи магнетна резонанца на срце и магнетна резонанца на главата, на мозок. Горе-долу, значи све треба да се ако бидеме сигурни, пошто постои, ова се прави ради терапијата, што бидејќи додека имаме кај тие гранични хипертензии, треба да одма не се почнува со терапија. Прво и основно треба да се смени начинот на живот. Да имаме, ако е да се смени начинот на исхрана, внесување помалце храна, калории, намалување на телесната тежина, пушењето, ако е диабетичен, да се регулира нивото на шеќерот во крвта. И тоа, додека ако и тогаш не доаѓа, онда се зима следниот чекор е примање на терапија. Каква може да биде терапијата? Во денешно време имаме доста лекови, антихипертензивни лекови. Тие се поделени у неколку 6 групи. Добро, да не ги кажуваме групите. У 6 групи, така да може да се комбинираат. Имаме сега како монотерапија, имаме како комбинирани лекови со 2 или 3 лека во еден лек, така да во зависност од возраста, од полот, може да се дава терапијата. Дали има и други болести, природни болести. Што значи, од самиот пациент буквално зависи дали ќе дојде до терапија или сам ќе... Најчесто, ви кажам, во почетокот треба да се припазува спрема тие мерките што му се... А тоа обично тешко им паѓа на пациентите, така? Не само кај нашиот народ, него и во светски размери многу тешко се... Потребна е челична дисциплина. Волја, не, може ќе има неколку месеци ќе прави, меѓутоа после напушта, тоа е и така. Исто и со терапијата. У почетокот ја зимаат, меѓутоа сами си ја менуваат после. Дозираат и така. Во однос на, да речем, начинот на живот, кои им се најчестите прашања на вашите пациенти за кои што веќе знаете однапред дека ќе ги постават и кои се одговорите што им ги давате? Нашиот народ не праќа кои се ризиците од хипертензијата. Прво прашање им е дали смее да пие алкохол или не со лековите. Па после се друго. Значи не само дали смее алкохол, туку заедно да ги комбинира со... И колку да приме тоа. И тука има, претпоставувам, ценкање како на пазарче потоа. Доктор, ема една чашка, 2 чашки, дали може? Така? Тоа е обавезно кога доаѓате. Предпоставувам стравот си го прави своето, затоа кога ќе слушнат до што се може да доведе хипертензијата, предпоставувам дека тоа е она поради кое што сепак сваќа дека треба да го променат. Ајде да видиме доколку не се дисциплинирани, доколку до што може да доведе. Прво, ајде да почнеме со кардиоваскуларните болести. Може да дојде до миокарден инфаркт. Потоа може да дојде до акутна срцева слабост, може да дојде до хипертрофија на мускулот на срцето. Додека ако има, може да дојде до дисекција на аневризма на аортата. Потоа може тие периферни болести на крвните садови. Додека ако се работи за, ако имаме горе некој инцидент во мозокот, инсулти настануваат, супарахиноидални крварења и така. На ниво на бубрези имаме оштетување, може да дојде
да дојде, ако не се лечи, ако дојде до откажување бубренец, луѓето многу често како еден од причините за диализа е и хипертензијата. Покрај диабетот и хипертензијата е една од водечките фактори за да одат пациентите на диализа. Јас не знам дали ќе имаме време да вклучиме некој гледач, како што гледам нема да имаме многу време, затоа еве за самиот крај би го завршила со општи совети ваши до гледачите, односно до пациентите, како да си го подобрат или зачуваат своето здравје. Прво и основно малце да имаат поголема физичка активност. Доволно е дневно по 45 до 50 минути да шетат, не мора да трчаат. Овако доволно е само пешачење, ништо повеќе. Тие што имаат можност може да прават некои полесни вежби, фитнес некои вежби или јога вежби, исто така се препорачливи. Намалување на телесна тежина, престанок на пушење, регулација на диабетот, регулација на мастите во крвта и тоа. Ви благодарам, докторе, на ова ваше гостување и на овие ваши совети, кои што само треба да бидеме доволно умни и да ги послушаме, ништо друго. Благодарам.